Председателот на СДСМ Зоран Заев најави одблокирање на работата на собранието и избор на председател на парламентот, но не кажа конкретно кога и на кој начин ќе го направат тоа. На пресконференција во собранието тој рече дека парламентарното мнозинство тоа ќе го направи полека, трпеливо и внимателно и во согласност со деловникот, законите и уставот. Тој повтори дека има можност председател на собранието да се избере и надвор од парламентот. Уставот, деловникот, законот за собрание ги дава сите можности. Можеме тоа да го направиме во пленум, дај Боже да биде така. Во пленарната сала, така треба да биде, тоа е редот. Можеме да го направиме во сала Борис Трајковски, каде што се држат комисиите. Можеме во било која друга сала. Можеме на скалите каде што се слика владата. Со лично поединечно изјаснување на секој, согласно деловник. Можеме, дај Боже се надевам дека ќе прифати тоа ВМРО ДПМН, да преминеме на четвртата точка по пат на дискусии, да дојдеме до избора на председателот на собранието. Можеме во амфитеатарот на правен факултет, можеме во салата на Ману, можеме во Пелинце, можеме во Крушево, можеме во Моја Струмица, можеме во некој од хотелите, секаде можеме, постои тоа мнозинство. Суверенитетот граѓаните го предаваат на пратениците и тие имаат право да носат одлука додека се мнозинство. По пресконференцијата на Заев, од клубот на пратеници се обрати и Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН, кој посочи дека председател на собранието се избира исклучиво во собранието на Република Македонија. Господинот Заев е единствениот аболициран пратеник во Македонското собрание. Но од денес понатаму тој е единствениот и прв кој што повикал јавно да се урне собранискиот и уставниот поредок и да се изврши државен удар со паралелно собрание и паралелен избор на председател на законодавниот дом. Ние знаеме дека притисокот под кој се наоѓа господинот Заев е огромен за да ги спроведе одредбите од платформата од Тирана, кои што значат редефинирање на идентитетот на државата. И затоа му се брза да го отпочне процесот час поскоро. Затоа аболицираниот Заев е спремен спротивно на деловникот да ги замолчи пратениците во собранието на Република Македонија, се со цел оној кој молчеше во ова собрание да го избере за негов председател. Милошовски смета дека доколку Заев беше заинтересиран да се одблокираат институциите и да се излезе од оваа криза која е започната од СДСМ, на почетокот на месец мај ќе беа закажани нови парламентарни избори.